подпросечно интелигентен човек, нарцисоиден робот и вонземјани, и сите заедно во борба да ја спасат галаксијата. Како вам ви звучи ова? Мене ми звучи како супер интересна идеја за долгометражен анимиран филм. Порака за толеранција, љубов и мир меѓу луѓето и вонземјаните, спакувана на комичен начин во час и половина преку анимации и интересни ликови. 150 луѓе речиси 8 години работеа на првиот македонски долгометражен анимиран филм Јон Вардар против галаксијата. Идејата ми дојде од едни цртежи кои што арт-директорот Михајло Димитриевски Тхемичо пред повеќе од 10 години ги црташе секој ден пред да почне да се загрева, пред да почне да работи, да црта, се загреваше за тоа што црташе по еден вонземјанин. И тоа го правеше над 200 дена. Значи, секој ден по еден вонземјанин, јас после некој време толку се заљубив во тие ликови, си реков дека мора нешто да напишам некоја приказна. Режисерот Гоце Цветановски приказната за филмот ја започнал уште додека живеел во Париз. Поддршката од агенцијата за филм била добре дојдена, но недоволна да се реализира филмот. По 3 години се вклучиле копродуценти од Унгарија, Хрватска и Бугарија. Светската премиера Јон Вардар против галаксијата ја имаше во Шпанија, а од неодамна почна да се прикажува и низ македонските киносали. Светската премиера беше во Сиджес, еден од најголемите фестивали посветени на фантастичниот жанр. Бевме во фамилиарната секција на фестивалот. Самата проекција не беше во киносала, туку во еден културен центар, каде што имаше наредено лези бегови и родителите со децата беа легнати, полулегнати додека го гледаа филмот, така за мене беше тоа многу интересно и забавно. После проекцијата, значи, имавме аплаузи, онака викаа децата Џон Вардар, Џон Вардар. Анимираниот филм Јон Вардар против галаксијата постави сериозен темел во македонската кинематографија. Следното фестивалско прикажување ќе биде во Бразил.